9 часот и 2 минутки, почитувани наши, и ова е времето кога линковски се вклучуваме надвор од студиото. Еве ја гледам на екран и нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска. Ке зборуваме за логопедски прирачник за родители, весели зборчиња, насмејани дечиња. Ивана, добро утро. И ќе го препуштам разговорот на тебе, а ние овде ќе те следиме со внимание. Повели. Добро утро, Ирина, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи. Како што спомена и ти, весели зборчиња, насмејани дечиња е новиот прирачник кој што го има направено Марија Петровиќ, во издавачката Куќа Топер, и ќе можете да го најдете секако и на сајмот на книга, но и во сите книжарници на Топер. И навистина овој преубав прирачник е наменет за сите родители кои што сакаат нивните дечиња да имаат правилна артикулација на зборовите и нагласовите. Особено е наменет за децата од предучилишна возраст, но и оние кои што се веќе почнати во училиште, па имаат некаков проблем со зборувањето. Ова утро со Марија ќе ви споделиме тоа што се може да се најде во овој прирачник, но и ќе ни каже неколку совети за тоа како да ги надминеме проблемите со кои што се соочуваат од логопедска причина децата. Така што, Марија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Како настана еве овој прирачник весели зборчиња, насмејани дечиња, чија што официјална промоција се случи неодамна? Добро утро, ви благодарам за посетата ова утро. Како што кажа, ова е нов прирачник. Сега пред неколку дена имаше и промоција во издание на издавачката Куќа Топер. Идејата за овој прирачник е многу одамна. Искрено, меѓутоа, со некои обврски и слично, сега си го најде својот пат и многу се радувам што е така. Весели зборчиња, насмејани дечиња, весели зборчиња по нашиот центар каде што работиме со многу весели насмејани дечиња, а целта ни е кога родителот ќе го земе овој прирачник да може да му помогне на своето дете во изговорот да има правилен изговор на сите гласови од мајчиниот јазик. Внатре ќе најдат вежби и како да ги наместат говорните органи за правилен изговор на тој глас и многу реченици, многу нови песнички. Опфатени се оние гласови што ние од нашата пракса гледаме со кои гласови децата најчесто имаат проблем при изговорот. Токму тие гласови се опфатени во овој прирачник. За секој глас посебно има како да се наместат говорните органи, потоа има вежби за гласот на почеток, на средина и на крајот зборот, има реченици, има песнички. Меѓутоа, овој прирачник не е само за тоа. Ако родителот ја употреби малку својата креативност или идеја, може да го искористи на многу повеќе начини. Ако има помало детенце, например, може да го искористи за збогатување на фондот на зборови, бидејќи внатре има многу сликички, шарени сликички, и може да го натера детенцето да ги именува и слично. Исто така, внатре, што е многу важно, внатре ќе најдат една табела до која возраст, значи календарска возраст, одреден глас треба да кај детето веќе да има правилен изговор, и според таа табела може да се води и ако забележи проблеми и слично, да побара ако не успеат сами, бидејќи овој прирачник не е замена за логопедските третмани, меѓутоа многу може да им помогне на родителите и да ги надминат тие артикулацијски проблеми и да побараат навреме помош, бидејќи барањето помош навреме многу го олеснува патот понатаму за правилен говорен развој кај детето. Да, ова најшарена зборуванка, верувам дека ќе биде и тоа како од корист сите овие работи што ги спомена, кои што се содржат внатре за родителите кои што можеби ќе забележат нешто кај своите дечиња во некои зборови, во некои букви, во некои гласови, но сепак е убаво да си ја имаат овој прирачник, за да си имаат при рака за секој случај, за да може да си ги вежбаат децата. Што е она со кое што и вие како логопед од прва рака можете да ни кажете, со што се соочуваат како проблем денеска децата?
Па најчесто сега ќе зборуваме за говорот, нели, за говорниот развој, најчесто се случува да доцни говорот кај детето, значи подоцна да прозбори, бидејќи говорниот развој кај детето има одредени норми и тие норми треба да се запазат. Тоа не значи дека треба да се држиме, нели, стрикно во таа рамка, бидејќи секое дете, развојот на секое дете е различен и не треба ниту едно дете да биде споредувано со друго дете, ниту пак да се држиме стрикно до тие рамки, меѓутоа сепак треба, нели, плюс минус да има веќе детето да ги има постигнато сите оние работи што треба да ги знае. Значи се соочуваме со доцно прозборување кај децата, значи доцнење во говорот, потоа многу често децата имаат проблеми со граматичката структура на реченицата, а дете веќе пред прваче да биде пред прво оделение, сега нели е актуелно тоа тестирањата за во училиште и слично, говорот на идното прваче веќе треба да биде комплетен. Што значи тоа? Тоа значи да има правилна граматичка структура на реченицата и правилен изговор, тоа што зборувавме за што го има во прирачникот, на сите гласови од мајчиниот јазик. Треба да знае да раскажува, треба да знае да се изразува и слично, нели? Тие се најчестите проблеми со кои што ние се среќаваме, артикулацијата, нели, корекциите и меѓутоа ако родителите побараат помош навреме, затоа реков, тоа е многу важно. Навреме да се побара помош за целиот тој процес да биде многу побрз и полесен. И од наша страна, меѓутоа и тие како родители да можат многу полесно да го надминат проблемот. Да, нели секоја превенција секогаш е најдобро за детето. Како може да им помогне овој прирачник на родителите со тоа што со содржината која што има внатре, во поглед на тоа да се збогати фондот на децата, но и да имаат, нели, една убава логична смисла на реченицата и секако за правилна артикулација на гласовите. Да, внатре рековме ќе најдат многу сликички и на тој начин може да го збогатат фондот на зборови, да му ги покажуваат на детенцето, да ги именува по имите. Тоа е начинот на кој што се збогатува фондот на зборови. Потоа има внатре вежби, песничка, да ја научи песничката на памет, потоа може да му поставува прашања според возраста да одговори точно. Тоа е нагласено дека според возраста треба да биде и граматичката структура на реченицата и исто така ќе најдат многу вежби за правилна артикулација на сите гласови и многу важно е дека има внатре како да ги наместат говорните органи за секој глас, значи како правилно да се изговори, каде да стои јазикот, забите, како усните дали да бидат насмејани во кругче, нели напред испакнати и слично. За секој глас тоа е објаснето и мислам дека ќе им биде од голема корист ако забележат некој проблем кај своето детенце. Да, денеска речиси многу често забележуваме проблем, нели, во говорот кај децата, дали поради модерниот начин на живот, тука е технологијата, нели, неизбежно е децата се восредени на секакви технолошки уреди, мобилни телефони, таблети, компјутери, телевизори, па кој е вашиот совет до сите родители, баби, дедовци, сите оние кои што ги чуваат децата? Да, значи во денешно време, нели, како што баш пред малку и ние разговаравме на таа тема, не може да го избегнеме тоа, меѓутоа ние како родители мора да сме свесни дека тоа му штети на нашето дете и да го сведеме на минимум. Дете до 3 години апсолутно нема никаква потреба од изложеност на екрани, бидејќи тогаш е оној бум во говорот, во говорниот развој, кога детето почнува да разбира, да се изразува, тогаш апсолутно не му се потребни ниту телефони, ниту родителите често ќе речат, јас кога ќе ги прашам дали имате вклучено екрани, немаме, само телевизорот е пуштен. И тоа е начин детето да биде изложено пред екран, затоа што ние иако не забележуваме, не му пуштаме директно тоа додека си игра, тука е екранот, гледа, рекламите посебно ги привлекуваат и мојот совет е да ги сведат на минимум екраните, па и после 3-та година, нели, секогаш да имаме контрола врз она што го прават децата со екраните и времето од денот кое што го поминуваат, да биде на минимум. Да, Марија, ќе се заблагодарам за одвоеното време. Ти постојано секојдневно работиш, нели, со дечињата, со тоа што им помагаш, со што ти го знаеш и го умееш, да им помогнеш за правилна артикулација на зборовите и на оние дечиња, нели, кои што имаат некаков проблем во говорот, да ги надминат тие проблеми. Ви благодарам за посетата, тука сме за сите родители и сите дечиња.
Ти благодарам уште еднаш. Вам почитувани, ќе ви го представиме нели уште еднаш овој прекрасен прирачник логопедски за родители, весели зборчиња, насмејани дечиња, кои што можете да си го најдете во книжарниците на Топер или пак додека трае сајмот на книга. До 14 мај ќе биде отворен сајмот на книга, така што имате можност еве уште една за да го посетите. И како што спомена и Марија, помалку екранизација или воопшто да не ги екранизираме децата еве до 3-та година, затоа што она што им е најбитно е да го научат нели јазикот, говорот и да можат подоцна нели најбезгрижно да се снајдат во општеството и во средината. Благодарам, Ивана, за твоето линковско вклучување.